Македонската влада се откажа од малцинството во Бугарија. Заштитата на правата на македонците во соседството за новоформираниот владин состав било мишање во внатрешните работи на соседите. Наместо целосно да застанат позади нивните интереси, македонскиот премиер Димитар Ковачевски само неколку часа од стапувањето на функцијата ги препрати македонците за своите права да се борат преку судот во Страсбур. Ние исто така сме држава која што кажала во однос на сите своји соседи дека нема да се меша во нивните внатрешни прашања. Ние имаме различно уредување од Република Бугарија, колективните права кај нив се обезбедуваат поединечно, кај нас со оглед на мултиетничкиот карактер на нашата држава, колективните права се остваруваат колективно и почитувајќи ги сите меѓународни договори и меѓународни организации, сите граѓани можат своите права да ги остваруваат во рамки на Судот за човекови права во Страсбур и во другите организации кои што ги покриваат овие прашања. Изјавата на Ковачевски доаѓа по скандалозното признание на вице-премиерот Бојан Маречи, кој на инсистирање на Алфа потврди дека Македонија не била таа која одлучува каде какво малцинство има, ама нема ниту да застане во одбрана на нивните права. Сакам конкретен одговор од вице-премиерот Маречик. Дали Македонија има македонско малцинство во Бугарија и дали македонската влада ќе застане во одбрана на нивните права во соседството? Не е на Северна Македонија да кажува каде какво малцинство има во регионот. Тоа е прашање, внатрешно прашање на сите држави во регионот, вклучувајќи и Бугарија, а секоја група на луѓе, етничка заедница, или пак политичка партија или пак здружение имаат право да ги бараат своите права низ Советот на Европа, преку Европскиот суд за човекови права и преку Европската конвенција за заштита на човековите права. Но не е само македонската влада таа која што го негира македонското малцинство во Бугарија. И новиот бугарски премиер Кирил Петков, кој утре доаѓа во Скопје, во интервју порача дека не постои такво малцинство и не може да се разговара за тоа, ама затоа ултимативно бара почитување на бугарите во Македонија. Няма такова малцинство и такова малцинство даже не може да се говори за него. Не, а това само да кажем много ясно на всички зрители. По тази тема има 100% така тврдост и разбиране, че тази тема даже не може да се дискутира. А бугарската делегација предводена од Петков утре пристигнува во Скопје со цврсти и непопустливи барања за историјата и гаранција на правата на бугарите во Македонија, но и отварање на македонскиот устав. Бугарија се очекува уште еднаш да ја потврди својата позиција дека не постои временска рамка за кривање на ветото за македонските интеграции.